Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Пролактинот е хормон што го излачува хипофизата, а тој е одговорен за создавање мајчино млеко во дојките кај жените кои што родиле. Но нормално е и мажите и жените да имаат мала количина пролактин во крвта. Што се случува со организмот ако пролактинот е висок, а причина за тоа не е бременоста? Може ли кај мажите да доведе до стерилитет или пак кај жените до неможност за зачнување? Мора ли овој хормон, односно пролактинот, да биде во неговите нормални граници, односно неопходно ли е да се лекува овој проблем и на каков начин се диагностицира? Некои жени што биле доилки неколку години по престанокот на доењето и понатаму забележуваат дека имаат млеко во дојките. Дали е тоа нормално? Има навистина бројни прашања поврзани со покачениот пролактин, кој што е релативно чест проблем, особено кај жените. И сите прашања и дилеми што ги имаме на оваа тема ќе ги упатиме на доктор Катерина Адамова, специјалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Следува блок реклами, а веднаш потоа разрешување на најчестите прашања поврзани со оваа состојба. Со доктор Катерина Адамова, специјалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Денеска зборуваме за покачениот пролактин. Зошто доаѓа до овој проблем, како се манифестираат симптомите и дали секогаш треба да се лекува. Добар ден, докторке. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам што сум повторно ваша гостинка. Се договаравме веќе подолго време да ја обработиме оваа тема. Откако направивме една емисија за тоа што е хипофиза, која што ни беше вовед, во ова што денеска ќе зборуваме, сметавме дека е вистинскиот момент да ставиме акцент и на пролактинот. Многу можеби не знаат за што се работи, но и веќе појасните бидејќи се работи за релативно честа состојба, особено кај жените. Пролактинот сите знаеме дека расте во бременоста. Но што се случува откако жената ќе се породи? Пролактинот, да им објасниме на гледачите, дека е еден хормон кој што нормално се лачи и кај мажите и кај жените до одредена вредност. Значи, вредноста од прилика кај мажите е до кај 20 нанограми, кај жените до 25, во нашата лабораторија е до кај 29. Меѓутоа, всушност, главната улога на пролактинот е да ја спреми идната мајка за доење на своето бебе. Така да улогата на пролактинот е во тоа да ги спреми дојките, значи за да почне да се лачи млеко. Меѓутоа, пролактинот во текот на бременоста се покачува експоненцијално. Значи, како напредува бременот, така се зголемува и пролактинот. Сега, штом жената се породи, нели би очекувале пролактинот да падне, меѓутоа не, пролактинот не паѓа, туку останува во едни повисоки вредности, затоа што, и тоа се случува кај жените кои што дојат. Зошто? Затоа што штом постои стимулација на дојката, на брадавицата поточно, тоа доведува до стимулација на хипофизата да се лачи понатаму пролактин. Така да, колку подолго време мајката дои, толку во исто време ќе се стимулира лачењето на пролактин и ќе има млеко со кој што ќе може да го дои своето бебе. Ако жената нема доволно млеко, треба ли да се посумнева всушност дека пролактинот е на пониско ниво од она што е потребно? Да, доколку жената нема млеко, може да се работи за пониско ниво на пролактин. Меѓу другите причини може да се работи за нарушување на тироидната жлезда, така да тие работи се малку поврзани. Така да, а некогаш е и генетика, така да не можеме точно да кажеме дека баш пролактинот е причина за недостиг на млеко. Многу често знае да е генетски, например, ако мајката и бабата немале доволно млеко, во тој случај се очекува и кај самата доилка, кај идна доилка, да има проблем. Меѓутоа не е секогаш така, нели се трудиме максимално и колегите гинеколози и педиатри, нели да се стимулира доилката, барем првите месец дена заради она првично млеко кое што е најбогато со хранливи материи за кај мајката. А каква е улогата на пролактинот кај жените кои што не се трудни, кои што не се бремени, кои што не родиле?
Во моментот, значи не се родилки. Така. Кај жените кои што не се родилки, кои што значи не се бремени, кои што не се спремаат за доење, кај нив пролактинот има улога во редовноста на менструалниот циклус, како и во исто време и влие преку еден друг механизам со мозокот за добро расположение. Така да доколку жената која што има проблем со менструалниот циклус, нередовни циклуси. Така е, има нередовни циклуси. Здрави се јајчениците на таа жена? Кај некои пациенти да, кај некои не. Затоа што понекогаш пациентките кои што тие пациентки кои што имаат полицистични јајници, значи ПЦО синдром, популарно наречен, не кај сите, кај некои, најголем дел од нив имаат покачено ниво на пролактин. Така да самиот проблем со полицистичните јајници, односно така наречените мачки женски хормони, во комбинација со пролактинот доведуваат до нарушен менструален циклус. Односно, пролактинот поточно кажано делува на спречување на овулацијата, доколку се лачи во поголеми количини. Доколку се лачи во нормални количини, во тој случај циклусот е нормален и има овулација. Значи, покаченото ниво на пролактин всушност влие на излачување на други хормони. Покаченото ниво на пролактин влие на намалување на другите хормони, при што тоа доведува до нарушен циклус. Така ги намалува. Да. Така, може ли жената да има проблем со зачнување, со забременување токму поради ова што го споменавте? Апсолутно. Многу ми е драго што свесноста за причината за пролактинот како причина за неплодност е се поголема, така да многу често жени кои што не може да забременат известен временски период, година, 2-3, доаѓаат прво да ги проверат хормоните, поточно пролактинот, затоа што се веќе запознаени со фактот дека пролактинот влијае на забременувањето. Како што спомнав претходно, пролактинот поточно влијае на овулацијата. Така што тие пациенти, еве на пример да се надврземе, жена која што дои, нашите стари велат, жена која што дои не може да остане бремена. Најчесто, меѓутоа не секогаш е така. Всушност обично е така. Обично е така. Зошто? Мајка природа го направила тоа така за да всушност додека мајката дои, за да не остане бремена нели со второ дете, за да му се посвети максимално на ова дете. Всушност пролактинот кој што се лачи во големи количини за да се дои првото дете, спречува овулација. Затоа кај жена која што не е бремена, која што не дои, а има поголема количина на поголемо ниво на пролактин, тоа доведува до отсуство на овулација и секако до невозможност за забременување. А што е со мажите? Каква е улогата на она мала количина на пролактин во крвта кај мажите? Пролактинот исто има влијание и кај мажите секако. Најмногу делува на број 1 на расположението, затоа што ни многу високо, ни многу ниско ниво на пролактин не е добро. Преку други механизми со хипоталамусот, меѓутоа така влија и на создавањето на сперма, на сперматозоиди. Така до маж кој што исто брачни парови двојки кога доаѓаат кај нас за иследување, доколку се прават сите иследувања не само кај жената во однос на пролактинот и на другите хормони, секако и кај мажот апсолутно треба да се провери, спермограм, меѓутоа треба да се проверат и кај мажот хормоните, затоа што високиот пролактин може да направи проблем во сперматогенезата кај мажите. Значи може да отсуствува сперма? Да има сперматозоиди или сперматозоиди, затоа што спермата во сушност се состои од сперматозоиди и течност која што се создава во простатата. Меѓутоа таа врз нејза нема влијание, меѓутоа врз создавањето на активните, значи состојки на сперматозоидите, високото ниво на пролактин влијае на нив. Затоа задолжително се проверуваат и мажите и жените, за да се исклучи нели секоја причина. Таа причина кај мажите е нешто поретка, морам да признам, меѓутоа секако бидејќи со нив повеќе се занимаваат нели повеќе се занимаваат уролозите, меѓутоа кај жените таа причина е многу почеста како значи причина за невозможност за забременување. А мажите покрај тоа што би имале проблем со намален број на сперматозоиди, имаат ли некои други видливи знаци за поврзани со покачен пролактин кај нив? Дали ќе има
млеко во дојките ќе се јави? Или може комплетно да отсуствува тој симптом? Кај мажите по ретко се случува ова, покачено ниво на пролактин, поретко и многу, можеби затоа што симптомите им се многу суптилни. Треба нивото на пролактин да е многу високо за да се појават тие симптоми. Кај мажите како се манифестира? Може да се манифестира кога нивото на пролактин е многу високо, ќе спомнеме покасно што е причината, значи се јавува зголемување на дојката. Може да биде на едната дојка, може да биде на двете дојки, може да биде двете дојки, меѓутоа да не бидат симетрични. Може да се случи да има секреција, значи на течност, може да нема секреција, може да се случи да е болна на допир, може да не е болна. Во тој случај мораме да разграничиме дали кај мажот, доколку постои зголемување и на едната и на двете дојки, дали се работи значи за зголемено ниво на пролактин, односно тумор на хипофизата, кој што лачи голема количина на пролактин, или се работи за нешто малигно, па го проследуваме во други насоки. Зголемениот пролактин кај мажот може да доведе до намалено либидо, проблем со потенцијата? Да. Одлично прашање. Всушност, тоа е и најчестата причина која што мажите доаѓаат на контрола кај нас. Значи се јавува намалување на либидото и желбата за сексуални односи. Импотенција? Да, може, меѓутоа не во толку изразена форма колку што е намалено либидото. Така да намалена желба за сексуални односи. Така, намалена желба која што трае подолг временски период и секако тоа се работи за мажи кои што може да се јави на 20, на 30 и на 50 години. Меѓутоа можам да кажам од искуство, доколку маж и на 50 години, на 60 години се пожали дека има драстична разлика која што самиот ја опишува, иако човекот, да кажеме, не е премногу млад, меѓутоа не е ни премногу стар. Во зрели години, Така, меѓутоа се жали на изразена промена во своето либидо и тогаш се проверува и од искуство можам да кажам дека да, најдена е причината за гупитокот на либидото, односно најден е пролактином, односно тумор. А кај жените влијае на либидото? Да, и кај жените влијае, меѓутоа жените можам да кажам помалку обрнуваат внимание на тоа, повеќе се манифестира преку менструалниот циклус, бидејќи тоа многу побрзо се манифестира и затоа тие побрзо доаѓаат на преглед на лекар. Така, да. А кај жените се јавува ли секогаш млеко во дојките? И ако има, како истекува од нив или пак само на притисок излегува? Во зависност дали се работи за жена која што родила или жена која што не родила. И тука има разлика, Има, значи. со тоа што жена која што родила, секогаш во текот на животот, доколку се притисне малку повеќе, после многу години од завршетокот на доењето, може да има капка или две. Проблем е тоа? Не, доколку жената има нормален циклус, ако нема тегоби, тогаш не, ако нема главоболки, ако нема тумор на хипофиза, тогаш тоа не е. Тоа е нормален. Жената која што во суштина родила, секогаш ќе има капка и тоа не мора да значи, капка секрет, тоа не мора да значи дека она има повисоко ниво на пролактин. Значи тоа не е директно поврзано? Не, тоа не е директно поврзано. Жена која што родила и која што кога ќе се притисне има поголема количина и има нарушување на менструалниот циклус или исто вагинална сувост, таа жена треба во секој случај треба да ги иследиме жените, меѓутоа шансите за тумор и покачено ниво на пролактин е поголемо кај оваа жена. А доколку почне да истекува, веќе Да, тогаш веќе знак. Тоа е веќе знак. Иако понекогаш секрецијата може да биде знак и на инфекција. Посебно доколку е обострана од двете дојки. Така што во тој случај покрај хормоналните испитувања кои што ги правиме, треба да направиме и микробиолошка анализа и многу често се работи за инфекција која што доколку се даде антибиотска терапија, после нели антибиограм, се смирува таа состојба и таа секреција се смирува. Значи работите не се црно-бели, тоа да се назначи. Никогаш не сте. А сега да ги погледнеме на честите причини за покачен пролактин, и тоа се тумори на хипофизата, хипотиреоза, односно неактивна тироидна жлезда, болести на бубрезите и црниот дроб, лекови за висок крвен притисок, депресија и некои растителни препарати, иритација на градниот кош, хируршки рез или пак презатегнат градник, стрес
и вежбање, преинтензивно вежбање, значи не би какво било, одредена храна, стимулација на брадевиците, докторки ќе одиме поред. Веќе неколку пати ги споменавте туморите на хипофизата. Тоа звучи многу страшно кога пациент ќе слушне дека има тумор на хипофизата, па да почнеме од тоа, дали е опасно и живото загрозувачки? Не. Значи, зборот тумор звучи многу страшно, меѓутоа се обидуваме да им објасниме на пациентите дека зборот тумор само означува еден израсток, така да го наречеме, просто кажано. Меѓутоа, многу ретко е живото загрозувачки. Значи, во 99% од случаите се работи за состојба која што се третира. Сега, туморот на хипофиза, која што лачи пролактин, зголемено количество на пролактин. Значи, самиот тумор лачи? Да, самиот тумор лачи. Лачи зголемено количество на пролактин и тој вид на тумор се нарекува пролактин. Пролактином. Пролактиномот може да биде до 1 сантиметар и тој се нарекува микропролактином, а над 1 сантиметар се нарекува макропролактином. Сега, во што се состои опасноста? Опасноста се состои доколку тој тумор брзо расте, а тоа е многу ретка состојба. Значи, тој вид на тумори брзо се манифестираат со клиничка манифестација, значи ке пациентите се жалат на главоболки, затоа што растот на туморот едноставно ја притиска околината. Како што претходно е споменато, хипофизата е многу малечка. Така се наоѓа на коренот од носот, некои 2-3 сантиметри позади во висина на носот. Имаше некои фотографии, гледачите може да ги видат пред малку. И всушност хипофизата е сместена во едно турско седло, да, села Турцика што го нарекуваме на латински, се нарекува така затоа што таа коскена формација наликува на турско седло од времето на османлиите. И таму нема простор, коска нели, нема каде да расте хипофизата, односно туморот, и притиска во околината. Притиска на околното мозочно ткиво, на очниот нерв и притиска секако на крвни садови. Тоа предизвикува главоболка, силна главоболка која што не се смирува со ништо. Брзината на туморот, всушност со која што расте, всушност ја покажува и агресивноста на туморот. Меѓутоа, морам повторно да потенцирам дека ова се многу ретки случаи. Најчесто се микро, мали? Најчесто се микро, најчесто се мали и најголем дел од пациентите кои што доаѓаат, кога им кажеме прво тумор, зборот како што споменав е лош, меѓутоа после кога ќе објасниме се смируваат и едноставно им објаснуваме дека треба да се следи дали тој ќе расте, искрено многу ретко расте, ќе повторам, меѓутоа треба да се следи всушност колку ќе биде неговата активност, односно колку ќе лачи пролактин. Треба да се мери редовно и количеството на пролактин преку крвта и да се прави исследување, значи визуализациона метода, односно преку магнетна резонанса на хипофиза, да се провери дали тој тумор расте. Какво е вашето искуство? Колку често причината за покачен пролактин е туморот на хипофиза? Често е? Па не би рекла дека е пречесто. Да, се среќава. Меѓутоа, можам да кажам дека понекогаш кога пролактинот е покачен, се сомневаме секако нели на тумор, меѓутоа кога ќе направиме магнетна резонанца на хипофиза, не можеме да видиме тумор. Така да всушност тука се работат за некои хиперактивни клетки кои што лачат пролактин, кои што не се видливи на магнетна резонанца. Не може да се видат. Премали се. Така, премали се, не може никако да се видат и затоа само ке овие пациенти треба повторно се следи нивото на пролактин. Бидејќи овие клетки може би ќе се развијат во мало туморче, односно микропролактин, а може би нема, може би никогаш. Ако откриеме дека е покачено нивото на пролактин, даваме терапија со која што го спречуваме понатамошниот раст. Детално за терапијата ќе проговориме, прво да ги разгледаме причините. Ова е следното мощно интересно, мене ми привлече внимание, вели хипотиреозата е причина за покачено ниво на пролактин, односно таа неактивна тироидна жлезда. Ова е исклучително чест проблем, особено кај жените. Дали сите оние што имаат намалено ниво на тироксин или покачено ТСХ, тиростимулирачки хормон, кој што исто потекнува од хипофизата, имаат проблеми со
со пролактинот всушност? Хипотиреозата е многу честа, мораме да признаеме тоа, посебно кај жените е многу честа, значи намалена функција на тироидната жлезда. Сега, намалената функција на тироидната жлезда може да биде заради самата тироидна жлезда или може да биде заради тумор во хипофизата кој што влијае на хормоните кои што ја стимулираат тироидната жлезда. Меѓутоа, пациентите кои што имаат нерегулирана хипотиреоза, всушност заради ТРХ хормонот кој што се лачи од хипоталамусот. Хипоталамусот се наоѓа на едно ниво над хипофизата. Всушност хипоталамусот лачи хормон, тој влие на хипофизата, хипофизата влие на тироидната жлеза. Тоа е еден механизам на повратна спрега. Доколку всушност се случува да ТРХ, значи хормонот кој што се лачи од хипоталамусот, всушност го стимулира ТСХ, хормонот од хипофизата, го стимулира и на тој начин доведува да ја стимулира тироидната жлезда, на тој начин доведува стимулирање на лачење на пролактинот. Затоа кај овие пациенти кои што имаме покачено ниво на пролактин, пациенти и пациентки без разлика, значи секогаш ја проверуваме и тироидната жлезда. Доколку го поставиме пациентот на терапија, заменски хормон. Така, еутирокс, односно левотироксин, кај нас е само еутирокс на пазарот, во тој случај може да дојде и до намалување на пролактинот. Значи може да се нормализира, со нормализирање на хормоните на тироидната жлезда, всушност на онаа спрега што ја појасни. Се нормализира веднаш и пролактинот. И пролактинот. Ова е поретко. Ретко е. Ова е поретко, да, морам да признам, меѓутоа секогаш треба да се провери кај пациентите. Идеме понатаму, болести на бубрезите црниот дроб. Испитувате ли кога ќе дојде пациент со ваков проблем, какви се бубрезите црниот дроб? Важно ли какви лекови пие, лекови за крвен притисок? Тоа се исклучително чести терапии. Да, тоа е многу честа терапија. Меѓутоа, морам да кажам, значи нарушувањата на бубрежната и на бубрежната и на хепаталната, односно црнодробната функција, кога е посериозна, во тој случај знае да доведе до хиперпролактинемија, до зголемување нивото на пролактин. Тоа е затоа што настанува нарушување на рецепторски, на ниво на рецептори, значи се нарушува метаболизмот, поврзување на аминокиселините во самиот црн дроб и бубрезите и може да доведе. Меѓутоа е поретко да го проверуваме функцијата и на бубрего, и на бубрезите, и на црниот дроб, со тоа што доколку има потреба, секако се консултираме со нефролози или со гастроентерохепатолози, за да ја коригираме таа состојба. Поретка е, меѓутоа, она што е многу почесто е состојбата кај пациентите кои што примаат психијатриска терапија. Многу често се случува да пациентите кои што примаат халдол или рисперидон, кај тие пациенти да дојде до покачување на нивото на пролактин. Доколку дури да дојде и до секреција од дојките, без разлика дали е машко или женско. Во тој случај, доколку се појави оваа состојба, во тој случај се консултираме секако со психијатрите, ако може да се замени терапијата. Кога ќе се замени терапијата, доаѓа до намалување на нивото на пролактин. Значи тоа се нормализира. Да, тоа е една. А доколку терапијата е хронична, како таа што е за покачениот крвен притисок, треба да се менуваат лековите? Поретко е причината за крвниот притисок, кога терапијата за покачен крвен притисок е поретка причина за хиперпролактинемија. Навистина до сега не ми се случило да имам таков пациент, меѓутоа пациентите кои што примаат на пример реглан, подолг временски период, затоа не се советува да се прима подолг временски период, знаат да доведат исто така до покачување на пролактинот. Овие се почести случаи, значи регланот и психијатриската терапија. Стрес и вежбање, преинтензивно обично се советува да вежбаме за да бидеме здрави, но очигледно не треба да претераме. Да не претераме, затоа што всушност пролактинот го нарекуваме стрес хормон. Тој знае да се заради оној механизам од хипоталамусот, значи треба да доведуваме до стимулација на надбубрежните жлезди кои што лачат адреналин и кортизол. И тоа е повторно поврзано и затоа значи го нарекуваме стрес хормон. Кога пациентот е во некоја стресна состојба, тогаш значи не е пожелно да испитува ниво на пролактин? Во тој момент не. Затоа што не е веродостојно. Сите сме постојано под стрес. Значи треба да се смириме пред да отидеме на апсолутно и да лекар.
малце да прифатиме некои работи посмирено, за да не го стимулираме овој систем. И пожелно е да не се мери тогаш пролактин и апсолутно кога се зима терапија нели со реглан исто така. Иритација на градниот кош, хируршки рез или презатегнат градник. Зошто презатегнатиот градник би создал проблем кога жените кои што дојат, обично за да ја прекинат лактацијата, ги притискаат понекогаш градите, ги врзуваат Значи дојките? има разлика. Не треба да се стимулира дојката, затоа и пролактин не се со допир или со доење. Затоа и жените кои што прават проверка на пролактин, претходниот ден, 2, 3 не треба да има стимулација на дојката. Сега, меѓутоа, стегањето е еден стар метод со кој што се обидува жената доилката да го спречи доењето, односно на дојдадувањето на млеко во дојките кај жената, на тој начин се обидува да го спречат. Меѓутоа, самото доколку мајката сама не го дои бебето некои десетина дена, штом нема стимулација на дојката, автоматски млекото престанува. Најчесто, не секогаш. И сега кога не прекинува лактацијата, тогаш применуваме терапија за да прекине лактацијата. И уште последното, одредена храна, вели? Одредена храна, немам такво искуство, да бидам искрена, која што би влијаела на покачувањето на пролактинот. Треба да е некоја во многу голема количина, за да евентуално би предизвикала зголемување на пролактинот. Ги пронаоѓате секогаш причините што довеле до покачен пролактин кај пациентите? Не секогаш. Меѓутоа, кога се работи за тумор или за психијатриска терапија или терапија со реглан или хепатална дисфункција, тогаш најчесто ги наоѓаме. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитување од овој момент емисијата е контактна. Доктор Катерина Адамова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, е во студиото на Телма, таа ќе ги разјасни сите ваши, но и бројните наши дилеми на денешната тема. Докторке, дали нивото на пролактин е исто во текот на целиот ден? Не. Оно што е интересно е дека повеќето хормони, меѓутоа оно кои што се најзначајни, пролактинот и кортизолот, се лачат во еден циркадијален ритм. Тоа значи дека нивото на пролактин е најмногу се лачи во утринските часови, односно поточно кажано помеѓу 2 и 5 часот наутро. Меѓутоа секако тогаш не можеме да земеме крв и затоа им велиме на пациентите кога да дојдат рано наутро во амбуланта, колку е можно порано, за да се земе крв за проценка на нивото на пролактин. Во текот на денот нивото на пролактин опаѓа. И затоа е најсоодветно да се земе наутро крв за хормон. Колку рано? Што значи тоа? Колку часа по будење? Да кажеме, значи некаде во рок од 3 часа од станувањето, од будењето. Би било пожелно тогаш да се земе крв за хормоните. При тоа е важно пациентот да биде гладен или пак да не биде под стрес? Да, апсолутно. Пациентот не би требало да биде под стрес, да нема предходно, да немало оброк, барем неколку часа, и секако да немало предходната вечер дразнење на дојките, веќе што споменавте. Да. Сега колку мерења треба на колку мерења пролактинот треба да биде покачен за да поставите дијагноза покачен пролактин? Така. Доволно ли едно мерење? Не. Значи, едно мерење е доволно доколку пациентот има симптоматологија, има класична клиничка слика. Доколку на првото мерење нивото на пролактин е силно покачено. Во тој случај веќе не е јасна клиничката слика. Па посебно доколку се работи за нарушен менструален циклус или за намалено либидо или за силни главоболки или нарушување на видот, тогаш веќе сликата не е јасна. Меѓутоа, доколку се работи за лесно покачување на пролактинот, тогаш барем уште еднаш, ако не и 2 пати, да го провериме нивото на пролактин, за да бидеме сигурни и да ги исклучиме сите оние причини кои што би можеле да доведат до покачување на пролактинот, да ги исклучиме, за да повторно да ја повториме анализата и да заклучиме дали сепак се работи за покачено ниво на пролактин, односно дали имаме тумор кај тој пациент. А треба ли пациентите да бидат загрижани ако нивото на пролактин им е на горната граница?
граница или малку над горната граница? Не. Покаченото ниво на пролактин, повторно ќе кажам, без Бидејќи се широки граничните вредности на пролактинот. Значи, пак ќе кажам, се зависи од тоа дали пациентот има клиничка слика. Значи, дали има некакви тегоби. Кај нас, например, референтна вредност е до 29. Меѓутоа, нивото на 40, на 50, на 70 апсолутно не означува, не е причина за загриженост, доколку не се работи за пациентка која што се обидува да забремени. Тогаш е проблем ако е 29? 29 не. Не. Значи, ако се овие вредности што пред малку ги кажавте. Веќе над 29, веќе се планира, се размислува дали да се вклучи терапија, за да се зголемат шансите за забременување кај таа пациентка. Или пак посебно, колку се работи за пациентка која што се спрема за инвитро, така што кај тие пациенти се бара нивото на пролактин да биде малку пониско. Например, околу 20. И тогаш каква терапија препорачувате? Што се дава? Тогаш даваме терапија која што се дава. Терапијата е иста и кај овие пациентки, кај пациенти кои што не планираат инвитро, значи се даваат два добри познати лекови, допамински агонисти. Тоа се Достинекс и Бромергон. И тие Бромергонот се дава секојдневно, се дозира соодветно во зависност од индикацијата, додека пак Достинексот се дава 2 пати неделно, исто така во зависност од индикацијата. Пациентката која што планира кога ќе остане бремена, во тој случај доколку се работело за исклучително високо ниво на пролактин, во тој случај третманот со еден од овие лекови треба да продолжи во текот на бременоста. Меѓутоа, и во бременоста? Да. Меѓутоа, морам да потенцирам дека Достинексот не сме да се користи во бременост, значи може да се користи во текот на процесот на забременување, меѓутоа штом пациентката остане бремена треба да се исклучи, а Бромергонот може да се продолжи. Или пак доколку пациентката била на Достинекс може да се префрли на Бромергон до да кажеме некаде 3, 4, 5 месеци од бременоста. Дали двата лека тешко се поднесуваат, бидејќи се жалат некои жени Бромергонот им го симнувала нагло притисокот или им се гадело, не можеле да одат на работа? Тоа е многу индивидуално, значи пациентите знаат да реагираат значи од многу мала доза, а може да не реагирате на многу голема доза. Навистина индивидуално. Од искуство можам да кажам дека пациентите по-тешко го толерираат Достинексот. Тоа е моето искуство. Меѓутоа, понекогаш кога ќе намалиме дозата, тие негативни странични ефекти може да се намалат, па потоа постепено да се зголеми дозата. Во принцип, кај овие пациенти подобро се почне со помала доза, па постепено да се зголемува. Затоа што она на кое што најмногу се жалат пациентите, тоа е главоболка, вртоглавица, чувство на занесеност во главата. И затоа почнуваме со помала доза, адаптација, па постепено се зголемува и кај најголем дел тие симптоми се смируваат. Ако не се смират, тогаш ги префрламе на другиот лек, секако на помала доза. А дали давате ваква терапија кај жените кои што се реализирале во родителството и повеќе не сакаат да забременат? Има ли потреба кај нив доколку е покачено нивото на пролактин? Доколку жената има нормален менструален циклус, доколку нема макропролактином, значи кој што притиска на мозокот, голем, значи над 1 сантиметар, во тој случај апсолутно нема никаква потреба да се дава терапија. Доколку нема секреција од дојките, нема причина зошто ќе таа жена да се дава терапија. Нормален циклус, нема главоболки, нема, едноставно пролактинот е дискретно покачен. И 50 и 60 да е вредноста на пролактин. А кај мажите? Кај мажите, доколку има повторно. Зависно од симптомите? Зависно од симптомите. Доколку најчесто мажите кога доаѓаат се работи за макропролактином. За голем тумор што притиска. За голем тумор кој што притиска и на, да кажеме, на мозочните структури, предизвикува и главоболки и предизвикува намалено либидо. А исто така може да има и нарушување на видот, односно на видното поле. Во тој случај, кај тие пациенти апсолутно треба терапија која што е долгорочна. Значи се пие по неколку години. Со тоа што се надеваме дека димензиите на туморот ќе се намалат. Многу често се намалуваат и овие пациенти немаат потреба од оперативен зафат. Меѓутоа,
Понекогаш, ретко, се случува да пациентот не реагира на терапијата и да туморот едноставно расте и расте, или пак да настапи крварење во самиот тумор, што доведува до оштетување и на другите делови од хипофизата кои што лачат други хормони. Така да покрај тоа што доаѓа до нарушување, значи на покаченото ниво на пролактин, доаѓа до намалување на другите хормони кои што исто така се многу важни. Во тој случај, кај овие пациенти, апсолутно треба да се оперира тој пациент, значи мора да се интервенира. Само во тој случај операција, но доколку туморот е мал или пак е голем, а не притиска на околните ткива, односно не прави проблем, во тој случај не се презема хируршки зафат, туку се земат лекови, споминавте, долгорочно кај мажите треба да се земат. И кај жените. И кај жените, така. Но прочитав дека некогаш лековите може да напрати проблем со срцевите залистоци. Дали е тоа точно? Има испитувања кои што покажуваат дека долгото земање на овие допамински агонисти, значи и на бромергонот, и на достинексот влијаат на кртост на валвулите, на залистоците на срцето. Меѓутоа, па од друга страна има други испитувања кои што покажуваат дека тоа е асоцирано, меѓутоа не можеме баш да докажеме дека толку многу влие. Треба да биде веројатно долг временски период, голема доза, а ние, како што споменавме, нашите пациенти не ги оставаме долго време на големи дози, тоа е само доза за припрема за операција. Така што поретки се овие случаи, значи промени на залистоците на срцето заради оваа терапија. А постојат ли лекови на природна база, растителни лекови кои што може да го намалат нивото на пролактин, бидејќи интернетот е преплавен со вакви продукти? Искрено не би ги советувала пациентите, претпоставувам дека постојат, не знам за такви лекови, меѓутоа не би ги советувала пациентите да се обидуваат на тој начин првенствено да го намалат пролактинот, односно туморот. Доколку се работи за тумор, апсолутно ги советувам да дојдат на контрола, на преглед, затоа што само со терапија може да се намали. Можеби доколку сакаат да се обидат дополнително покрај редовната терапија која што ние би им ја дале. Меѓутоа, јас лично немам такво искуство со хербални лекови. А што доколку пролактинот е многу низок? Што се случува во тој случај во нашето тело и има потреба ли таа состојба да се лекува и да се нормализира? Ниското ниво на пролактин не е толку страшно за разлика од високото. Значи може да е проблем само кај доилките заради недостигот на млеко или намалена количина на млеко, а инаку како што споменав на самиот почеток се работи за хормон кој што влијае значи на расположение. Така што пациентите кои што страдаат од депресија, кои што се по терапија, кај овие пациенти може би ниското ниво на пролактин може би дискретно доведува до влошување на таа состојба. Инаку начално не представува голем проблем. А има ли начин да се стимулира да почне да се излачува во поголеми дози? Значи само стресот може да го покачи. Може би овие луѓе се премногу мирни. Веројатно. Така. Споминавте дека на хипофизата се јавуваат жлезди кои што излачуваат хормони, но може да се јават и жлезди кои што не жлези, односно тумори кои што излачуваат хормони и тумори кои што не излачуваат хормони. Па може ли некој да има покачен пролактин од некои други причини, а да биде случаен наод туморчето на хипофизата? Кога е вака сега, значи кога ќе се најде мало туморче кој што не лачи никаков хормон, тоа го нарекуваме инциденталом. Ако во исто време... Тоа може на магнетна резонанца се препознае? Да, на магнетна резонанца се гледа и искрено тоа е многу чест наод. Значи милиметар, 2-3 милиметри, многу често пациентите се врзуваат за тоа туморче и сметаат дека главоболките потекнуваат од таму. Апсолутно главоболките не потекнуваат од 2 или 3 милиметри туморче. Ние го нарекуваме инциденталом, односно случаен наод, случајно пронајден наод. Често се наоѓа
И повторно ќе кажам, доколку хормоните се во ред, значи тоа бара само евентуално следење на 2 до 3 години со магнетна резонанца. Меѓутоа, доколку во исто време постои изголемување на нивото на пролактин, тогаш апсолутно ги поврзуваме се работи за, значи, за туморче, односно пролактином, кој што лачи поголема количина на пролактин. И сега, како што споменав претходно, туморот може да биде и 2 и 3 милиметри, меѓутоа да лачи поголема количина на пролактин, може да биде и над 1 сантиметар големина, меѓутоа да не лачи толку голема количина на пролактин. Апсолутно нема правило и затоа треба овие пациенти да се следат. Кај сите пациенти кај што има зголемен наод на пролактин при 2-3 мерења, велите дека треба да направат магнетна резонанца? Да, значи секогаш е тоа да. Треба по протокол за така да се исклучи. Да, треба да се со визуализација метода, значи да се докаже дека има промена. Тоа ни е потребно затоа што може понекогаш, иако реков ретко, меѓутоа може да се случи да настапи брз раст. И затоа е добро да знаеме локацијата и димензијата на тој тумор, за да знаеме со која брзина расте, за да знаеме кога пациентот да го упатиме нели на оперативен третман. И моето последно прашање за денес, кои што имат покачен пролактин, колку често треба да прават анализи на крвта за да го следат нивото на овој хормон во крвта? Во зависност од нивото на пролактин. Доколку се работи за силно покачување, тогаш можеме и даваме поголема доза. Во тој случај пациентите можеме да ги викаме и на месец и на 3 месеци. Пациентите кои што се веќе во стабилна состојба и кои што се на стабилна доза со терапија, можеме да ги викаме од 6 до 8 месеци, доколку немаат никакви тегоби. А оние што имаат проблем со тироидната жлеза, со низина намалена функција, треба ли превентивно да си ги испитаат пролактинот? Да. Кога доаѓаат на контрола, кога доаѓаат на преглед во ендокринолошка амбуланта, покрај значи тироидните хормони, ние по дефолт ги земаме и другите хормони како проверка, чисто токму од оваа причина да не се работи значи за хипотиреоза која што предизвикува зголемено ниво на пролактин. Јас ви благодарам многу што денеска гостувавте и што зборувавте на оваа тема и што ни ги појаснивте бројните аспекти поврзани со ова заболување. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Катерина Адамова, ендокринолог, беше гостинка во студиото на Телма. Имајте пријатен ден и следете не во редовниот термин емисијата од понеделник до петок во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. До гледање.